Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Со она што го имаме на терен, тоа е подигањето на новите овошни насади. Конкретно станува збор за плантажа со лешници во Струшкиот регион. Гледаме како се олеснува работата, за да може на 30 до 35 сантиметри да се направат дупките каде што ќе се вкоренат садниците. Треба да се внимава, апел, и токму акцент ставаме во денешнава емисија на тоа каков избор треба да се направи при сортиментот, но и квалитетот на садниците, за да после трета, четврта, пета година да не се случи таа инвестиција да биде сосема погрешна. Лешникот се повеќе зазема место во Македонија, особено оној од Италија. Исто така и во делот на овоштарството, во делот на она што значеше аларматна ситуација со ниските температури, да веруваме дека иако почна цветањето, дека ќе немаме штети, дека ќе имаме в летниот период и што да вкусиме од нашето вкусно македонско овошје. Но имаме и други теми со кои што верувам ќе го задржиме вашето внимание. Останете со нас. Светското годишно производство на лешник изнесува 900.000 тони. Турција со 70% од вкупниот род е на прво место. Италија е втора со 130.000 тони, од каде што се поприсутни се позитивните искуства. Благодарение на контактите со вистинските луѓе, домашните инвеститори што можат да ги детерминираат вредностите за да успее бизнисот, почнуваат една поинаква приказна. Јас се сработувам со господинот Бенедето, што е еден најпознат професор, Бенедето Валентини, и што е главен директор за овие работи, што има направено анализи со годиње за организацијата Фереро. Ние досега имаме донесено дека преку 4 делегации, со 2 делегации ги имаме стретнато и во Министерството. Последниве години јас многу сум задоволен од Министерството, зашто државниот господинот Бесир Ешари, господинот Владимир, господинот Силјан се сработува и се заинтересира. И наравно ние имаме направено неколку пати дискусии за лешници. Иницијативата јас што имам земено за да се култивира лешникот од до 6-7 години назад, али последниве 4 години од кога сум вратен назад во Македонија, се ориентиравме многу повеќе на ово. Јас би сакал да му кажам на нашите фармери да се не брзаат многу, специјално што се зборува за садници. Бидејќи лешникот не е која болко или черешна или така нешто, лешникот многу е важно сортава, многу е важно садникот како е, го клаваме коренот. Коренот ќе треба да биде измеѓу 30 и 35 сантими, значи под земја. И сетне над земја, ние ги сечиме околу 20-25 сантими. Разлогот е за коренот да се појача, да се формира, и затоа се сечи то, да се ориентира силата во коренот. Бидејќи после 7 месеци или година нешто, сетни излегват тие фиданите горе од коренот, што тие се што ќе дават плодот. На овај начин се сади. Повторив побаргу да се мало внимателни за саднициве, за важни информации. Кој сака може слободно да се јави, не игра улога дали се мои муштери или на другиве. Во мој договор имам кладено само ова фирма може да купи ночолини, тондо романа и тондо джентиле романа. Сега, овие фирми во Балканот, во Македонија или во Балканот, не сме на друга фирма да продават, него морат преку мене да продават. И сега јас затоа прав тоа инвестиција за тоа е важно за оригиналитетот, значи оригинал од кај идат. А јас знам од кај идат. А овдека луѓе многу пати што имам видено и носат од секаде. Едните сорти цутат побарго од другиве. И сега кога ќе меша за прашувањето,
ќе треба значи да садиш опрашувачите во она страна од кај дува ветрот. Пјумонтево, ово Тондо Джентиле ди Ланге, Пјумонте, дава од околу 5 кила, 6-7 кила. Тондо Джентиле Романо дава 8 до 10 кила. А ово другово ние сортава сега што откривне последно време, то дава измеѓу 15 и 20 кила, знаеш. Професорот Бенедети дојде прошлиот август тука, зашто во тоа време веќе лешнициве бе брза, значи можеш да видиш од сортиве кој е како лешник. И тука ние откривне, значи, кои сорти кај нас испод наше поднебје успеваат најдобро. Овдека, например, е околу 800 метра нешто надморска висина. Во Преспа е околу 9, кај што имаме и ние нешто садено таму, околу 900-950 висина. Значи, до толку нема проблем. Што е важно, лешникот сака вода. Само неки да лежи во вода. И зато тоа е ко прв корак важно. Инаку, за земјата, например, лешникот би сакал да има околу 20-30% и песокливо некаде. Или пак издржлив е лешникот, бидејќи ние имаме садено во некои места кај што, например, околу Струга овде кај што се садени охрид, а остај Битола, таму има околу 8 хектари нешто садено и многу добро успева. Е многу важно да знаат ко купуват садници, му даваме полн предмет за субвенции. Тие само ќе треба во овај предмет да клават имотниот лист. Инаку нормално ќе треба да имат, например, декларација дека овдека е дојдено садникот, исто ќе треба да има сено сертификат, вака за да може да се види. Например, сено сертификат што кажеви дека овие се дојдени од Италија, што се пишени сортиве овдека и плюс да сигурираат дека има и дека е одобрено кај нас ово да дојде. Со ово сетне ќе треба да има исто сертификат of origin, значи оригиналниот кај се дојдени. И овдека пишит сортиве од кај се дојдени. И ово ти е овдека на граница, значи кој се онегвени, кај нас овдека. Како се донесени и сега немат печати, него со тарг имат направено. Анализа треба од земја на 30 сантими на 60 да земат во 2-3 места, со анализава, со нашава документација и од нивнава имотен лист, имат комплет субвенции. Треба да сваќат за нивното добро, без договор да не онеглат. Најдобро и најапликативно е да видиме на терен како се тоа се одвива. Ме интересира, значи, на колкаво растојание и да објасниме за колкав садник станува збор кога е насаден и оваа почва сега се подготвува за подигање на нова плантажа. Сада таму. Види, ние нормално практицираме 4 метра од стебло до стебло и ширината 5 метра. Ово е многу важно, значи, за упрашувањето, за сонцето, за бербата, зашто наравно сега доста се култивира лешникот и големи површини се садат и затоа треба да се мисли на еднина дека сурака не ќе се берат сите. Ќе имаме машини и затоа вака, значи, даваме растојање за подобро да се работа. Овдека ние имаме кладено систем капка по капка. Јас во други места немам видено, али ние дојдовме со едно решение, значи ова ви е 20-кава, ова ние го покриваме 15-20 сантими под земја и со вакво цевче го изваваме капалкава за да пуштиме во коренот. Кога се работа коренот во пролет, што треба да се копа ова сега, например, да се слаба земјата, бидејќи ово е садено едно стебло. И овдека е сечено заради да пушта сега овие што ќе пушта одзола, што рековме по Баргов и Даниве, и зато треба да се работа. Али една педа околу стеблото не би било добро да се копа поглобоко, бидејќи тие филизиве што има почнато да
пуштат нагоре да не се сечат. Затоа околу да се работа би било подобро, знаеш. И седне, наравно, ќе го пушти назото и, значи, се во ред за вадење. Лешникот не е прибрлив при изборот на почвата, но ако таа е богата за хумус, тогаш лешникот може добро да се развива и дава одличен род. За него идеално ниво на pH е 5,5 до 7,5. Доказ дека лешникот успева е и овоштарникот во Струшкото поле во близина на селото Биџево, стар само 3 години, а веќе има род. Минатата година имавме само малу, значи по 5-6. Веќе во третата година веќе. Во третата година имаше помалу, али чекаме ова година да имаме малу повеќе. Овде имаме 1,3 квадрати, значи 13.000 квадратни метра. Стебла насадивте? 700. Колка во растојание? Овие се 4 на 4 и редовите се 4 метра на 4. Планирате можеби во еднина и машинска берба со... Да, тоа планираме, разговараме со овие другите колеги што имаат садено, ќе имаме значи машина и не е рачно вака, него мислиме малу да имаме мислам средства што ќе не полеснат работата, зашто рачно е стварно и мачно и многу ни е тешко, значи рачно. Дали има овде системи за наводнување, каналските мрежи, дали функционираат? Како се обезбедува вода? Вода имаме два од овие тревовите, со мотор значи ги вадиме, а мислиме во иднина и да имаме систем со капка, значи планираме Се тоа. инсталира. Поради може тоа значи да се финансира Државата од програмите. да, што се. од програмите што се, али до сега не е. Значи јас не сум имал прилика, али мислам во иднина тоа да го направиме. Дали користевте субвенции за подигањето на воз? Да, имаме субвенции и тоа значи ги добивме во почетокот кога ги садивме тие, нормално со фактура тие работи. Јас сум многу задоволен од тие, поради фактот што во првата година што ги садив, сите садници што ги садив, сите почна значи да се фатија да. Производството на лешници во земјава станува се поатрактивен агробизнис. Земјоделците се повеќе се интересираат за начинот на производство, набавката на садници, производствените трошоци и нормално заработката. Оние кои што веќе се зафатиле со овој бизнис, велат дека ако сериозно се посветите на производството, пласманот од лешници носи солидни приходи. 1000 садници, помножени со 10 евра, колку што просек би можела да се добие од едно дрво, тоа се 10.000 евра. Добра сума, што носи сигурност кога нова ќе се додаде и трајноста на лешникот, со што се отстранува ризикот при пласманот.